следува нашата утринска тема, која што веќе ја најавивме. Денеска фокусот понеделнично во утринската го ставаме на зимските спортови, заради тоа што ни предстои новата зимска сезона, а треба да се подготвуваме, особено за оние кои што ги сакаат зимските спортови, рекреативно сакаат да се занимаваат со зимски спортови, но знаеме колку е важно да имаме едно знаење или познавање како и на кој начин можеме или да скијаме или да бордаме и да се забавуваме на снег, а при тоа да се чувствуваме безбедно, а исто така и на кому да му ја дадеме довербата, поточно кој е оној кој што ни го даде тоа знаење, а секако станува збор за професионалци. Кога зборуваме за обуките кои што треба да се одржуваат за соодветно знаење или изучување на зимските спортови или скијањето, па и бордањето, ајде ќе видиме малку подетално денеска во утринската тема од Македонската асоциација на инструктори за снежни спортови кои што ги најавуваат предстојните обуки. Во нашето студио заедно со нас е Јане Стефанов и Дијан Блажевски од асоциацијата, но и ски инструктори, меѓу другото. И се разбира познати, верувам, на македонската јавност, особено оние кои што сакаат ете така да уживаат во зимската сезона, но истовремено и да уживаат во скијањето. Добро утро и добро дојдовте во утринската тема. Добре најдовме. Благодарам што не поканивте во емисијава да бидеме дел од ова утро на гледачите. Да, секогаш сакаме кога имаме нови информации и вести да споделиме, особено кога станува збор за нешто актуелно, а што е уште поважно и за нешто за кое нашата земја има потенцијал, но исто така и нешто кое треба да го развиваме, така, ако зборуваме за нови инструктори, нова генерација на професионални инструктори кои треба понатаму да го пренесуваат знаењето и да ги учат па и помладите генерации. Ќе стартуваме со нешто најново како информација за обуката 2025-2026. Добро утро, уште еднаш. Да, од денеска стартува сезонскиот семинар, значи за оваа година 25-26 на мај за обука на инструктори по скијање и сноуборд. Сега за сега се уште сме нели во фаза на обука на инструктори на скијање и сноуборд. Во наредниот период имаме тенденција размислување да го прошириме тоа за во делот на нордилско скијање и на телемарк. Обуката започнува денеска, те се состои од 5 дена предавање теорија и после тоа каде се бара снег? Да, за пракса. Тоа сега сака да го кажам со внимание, слушав колешката ваша која што пред малку збореше за временската прогноза да видиме дали имаме некако снег во најава. Се надеваме дека во декември некаде ќе имаме снег на нашите планини и штом ќе го добиеме првиот снег, веднаш тој викенд ќе организираме обука, практична обука на терен и полагање конечно нели како за окружување на целиот процес на обука. Теоретското предавање е 5 дена, значи започнува денеска, тука имаме ликови, ние ги викаме ликови, значи тоа се сегменти од скијањето и од сноубордот. Утре имаме една интересна тема работа во група која што е многу битна за професијата ски инструктор. Понатаму имаме интересна тема која што секоја година повторуваме, а тоа е многу битно безбедност на планина, затоа што како не? Нашата цел како ски инструктори или сноуборд инструктори не е само да ги научиме дечињата или клиентите да скијат или да бордат, туку да ги обучиме да препознаат што значи опасност на планина, затоа што целта еден ден сами да почнат нели да се бават со овој спорт. Значи да ги препознаат опасностите на планина, ние да знаеме да ги препознаеме опасностите на планина, да можеме нели да на крајот да имаме покрај задоволство насмевка, да има и безбедност во целата приказна. Понатаму имаме секако членови на МАЕС и предавачи се професори од факултетот за физичка култура, спорт и здравје, кои што имаат интересни предавања за обуката, физичката подготвеност и така. Да, еве кога веќе ја споменавте Дејан физичката подготвеност, што се треба да поседува еден иден ски инструктор или инструктор во снежни спортови, или не мора да е тоа само скијањето, и колку има интерес од младите и од возрастните, затоа што мислам дека тука немаме некоја можеби возрастна категорија, или имаме, ќе ме поправите, но прашањето ми е кои се оние квалификации кои што мора да ги помени или што се треба да поседува еден како критериум човек за да може нели да ја помине обуката, освен нели знаењето и праксата да се покаже добро. Значи, согласно нашите правилници, прво мора да има
наполнете 18 години возраст. Значи тоа е првиот критериум. Следните критериуми се пропишани во правилникот. Значи мора да ја помине теоретската обука и мора да дојде практично на терен, да ги одработи сите ликови кои што се битни за да можам понатаму да се бави со оваа професија и да може да го предава скејањето, сноубордингот онака како што треба да го предава. И со самото тоа, кога он излезе на терен и ќе го презентира сето тоа, тогаш се гледа дали е тој способен, дали е квалификуван, дали може тоа да го одработи или не може да го одработи. А има ли интерес за од година во година? Се случуваат овие обуки постојано, но ние нели важиме за земја која што има скијачки центри со добар потенцијал, но во пракса и не толку добро кога ќе започне нели сезоната. Од друга страна пак и зимската сезона и снежните денови исто така нешто што играат голема улога тука кај нас, па можеби не секогаш се во можност да се реализира до крај онака како што треба. Но може ја за интересот малку да кажам. Како не може, Јане? Дека да не бидам само убав тука на. Да. Значи има интерес за луѓето да се занимаваат да станат инструктори, нели? Мајс како организација прво мора да појасниме дека не е ова еден семинар кој го поминуваш и потоа готово цел живот си инструктор, него треба секоја година да го повторуваш семинарот, затоа што секоја година има нови работи што може да се научат и нормално да се подобриме ние како инструктори да станеме подобри во однос на како го пренесуваме нашето знаење од безбедност и сите овие предмети дејан што ги кажа што ќе ги повториме во повторањето е мајка на знаењето. Така да на овој семинар не се присутни само луѓето што имаат прва дозвола, и се присутни луѓето што ја обновуваат секоја година дозволата. И зошто е битен нели семинаров? Затоа што кога ќе ја добиеш лиценцата на мајс, тоа значи дека човекот што го дава знаењето на ски патеките работи по некакви стандарди. Затоа и ние ги прифаќаме националните, односно светските стандарди во скијањето преку Интерски и преку неколку други организации на кои ние сме членки. Спроведувањето на тие стандарди на родителот или на скијачот му даваат информација дека човекот ќе им го предаде знаењето на најбезбеден и најможен ефикасен, добар начин. По основата е сигурноста и довербата која што треба да имаме во оној кој што ни го дава знаењето, особено кога зборуваме за снег. Кога ќе видите во ски центрите знак на мајс, тоа е скратеницата нели на асоциацијата, тоа значи сигурност. Да. Дали тоа ја не значи дека вие во минатото се соочувате па и можете да бидете сведоци за како велиме инструктори без сертификати или инструктори кои што работат на диво, избор на такви инструктори каде што има влијание можеби цената или на пријател и поблиску до можноста да се научи? И знаеш како е тоа? Ние сите сме научиле од нашите родители, така? Или од некој професор во школа или така, и на факултетот за физичка култура има нели оддел за скијање и тие се остручени до некаде да го прават тоа. И во целиот процес во Македонија, во самостојувањето на нашата Македонија, има инструктори кои се многу квалитетни, но не се лиценцирани и работат со години на теренот и својата доверба ја направиле на лично ниво. Да. Значи не е дека тие нелиценцирани се лоши или не се лоши, само што не се сертифицирани или да речеме не ги пратат најсовремените техники на обука и така натаму. Идејата е дека и тие инструктори треба да дојдат кај нас, бидејќи таа лиценција има возможна работа не само во Македонија, туку и во регионот и секаде каде што е признаена Интерски лиценцата. Тие можат да го предаваат своето знаење и да научат нови работи. Сега, од 2010 постои мајс и секогаш било борба меѓу тоа дали се овие диви или не се диви. Тие не се диви, тие треба да бидат дел од мајс и низ годиниве стануваат дел од мајс затоа што ги прифаќаат придобивките да се биде дел. Да се бидеш дружен во асоциацијата, што ги носи асоциацијата. Ако отидете во било кој центар во регионот,
не може нелиценциран. Значи тука е еден дел и од ски центрите кои не дозволуваат да има нелиценцирани инструктори. Да. Значи не А може можат да нашите да работат во регионалните центри тука во регионот со оваа лиценца која што добиваат од МАИС? Лиценцата е светски признаена, не може да работат, може да аплицираат. Да, еве, тико едно дополнам јане, значи нешто може од него тоа и е пракса, поготово знаеме дека има организирани кампови на деца кои што од Македонија одат во земјите од соседството, во Србија, Бугарија највеќе. Да. И тие кампови генерално ги организира некоја агенција како и да, и таа носи инструктори од тука таму. Значи, со тоа практично велиме дека нашата лиценца е призната таму. Значи, тоа е едната страна. Втората страна, има инструктори наши кои што работат во земји во соседство, па дури и во земјите од Европска унија. Како и да е, знаете, мислам, лиценцата е лиценца, меѓутоа кај да отидете, кај кој да отидете работодавач, тој пред сака да ве види колку знаете, супер, ви имате лиценца, браво, све е тоа одлично, а мај да видиме што знаеш на терен. И тоа е нормално. Така да тоа е разликата помеѓу теоријата и праксата. Апсолутно. Така да, лиценцата е припознаена. Оно што го спомна малку Јана Интерски, значи ние сме членка на сите 3 меѓународни асоциации кои што се занимаваат со ски инструкторството или со подучување на скиење. Значи тоа се ИФСИ, ИВСС и ИСИА. И генерално или како капа на седо тоа е Интерски, која што ги обединува сите овие три организации. ИСИА, да речеме, врвот, или таа асоциација која што ги обединува професионалните ски инструктори. И кај нас ИСИА е трето ниво, значи највисокото ниво. Ќе треба да поминете 3 години на обука во нашата асоциација за да можете да се стекнете со лиценца од ИСИА или трето ниво. И кај да отидете во светот, кој ќе покажете таа лиценца, значи одма ве гледаат поинаку. Секако ќе ве пробат на терен колку вие знаете или не знаете, меѓутоа самата лиценца ви дава ветер во грб за да најдете работа таму каде што сакате да најдете работа. Зашто има повеќе интерес за скијање, за бордање во поглед на инструкторите и дали инструктор ако се пријави на обуката може да понатака да пренесува знање само за еден спорт, во смисла еден сегмент од тој снежен спорт, дали само за скијање или може и за бордање или тоа е дупла обука, како оди тоа? Сега ќе ви кажам околу интересот, немаме тука бордер со нас, иначе одма ќе пуштевме. Ние секогаш си правиме нели шали на таа да, скијачите версус сноубордер. Да, си го бранат своето и тоа како. Секој си го брани своето, да. Дека скијањето е поубаво. Оно што е тренд неминовен во последните години е дека во еден период навистина некаде дури беа изедначени. Да. До пред 10 години, да речем, меѓутоа оно што е во последните години тренд е дека повторно скијањето е нагоре, а сноубордот некако застанува во место или некако се намалува интересот. Небитно, како и да е, околу подучувањето, значи, ние имаме посебна програма за обучување на ски инструктори, посебна програма за обучување на инструктори за сноуборд. Тоа значи дека ако си лиценциран ски инструктор, тоа ќе си работи скијање. Ако си лиценциран за сноуборд, ти си работи сноуборд. Далеко од тоа дека не може, значи може да ги имате и двете лиценци, па да работите и тоа и тоа. Меѓутоа, за онаа работа која што сте лиценцирани, со тоа можете да се занимавате, значи можете да давате часови за таа област. Да, и сега прашањето каде ќе работите или што е она кое што се одбира како место кое ќе им пружи пред се на самите инструктори стекнување на искуство, а истовремено и нели начин, можност за пренесување на знаењето и да имаат задоволни, да речеме, ученици или како по соодветно ќе биде терминот. Оно што сакам да го прашам е ски центрите кај нас, ски центрите кои што во текот на зимската сезона знаеме како работат или не работат во однос на условите кои што ги имаат, па нема да одиме подалеку, ќе речеме земјите од регионот. И сега што значи тоа? Ако зборуваме за интересот за инструктори кај нас, како се одвива од сезона во сезона, колку инструктори од асоциацијата имаат работа, зборуваме на македонските ски терени и какви се условите при тоа. Не зборуваме за снегот или она кое што не можеме да го контролираме или влијаеме, тоа е времето, туку за кога веќе имаме снег, на кој начин тоа се организира. Дали е задоволително или ако зборуваме од
аспект на инструктори за можноста да се научи? Па, кои се, прво да ги дефинираме, кои се ски центрите во Македонија? Маврово? Маврово го имаме, кој сега во моментов има промена на собственост и Ки се одржи тоа на сезоната? Па, веројатно. не знаем. Во моментот нема информација. Бидејќи 50-50, кажуваат дека сајлите се сервисирани, меѓутоа нема вработено луѓе. Не знам. Ќе видиме, времево ќе покаже. Нема време, тоа е сега кога ќе почне сезона. Добро, но тоа е македонскиот менталитет Добро. на функционирање. Попова шапка, Пелистер, Пониква, во Кавадарци како се Михайлово, тоа е Да, тоа е релативно новото ски центар. Да. Мајс во своите има инструктори од сите од цела Македонија. Значи знам дека од Кочани доаѓа за да се лиценцираат со намера да работат на Пониква, така да од секаде имаме луѓе кои ќе работат и секој ќе си ја најде нели каде ќе го тоа знаење каде ќе го покажува или каде ќе го прави инструктажата. Каде, ако зборуваме каде лично јас ќе водам. Предизвик што е за инструкторите, односно зборуваме мотив за доусовршување надвор? Мотив? Не. Мотивот за доусовршување доаѓа сепак личен. Значи, индивидуален. Да сакаш да го направиш тоа подобро, да сакаш да го направиш побрзо. А кога ќе видиш како ќе ти проскија детето што си го учел, тоа и дека добро скија и кога по неколку години повторно ќе те сретне на патеките и каже еј, ти ме научи да скијам и така. Тоа е еден нели личен мотив кој е. Но да се каде оваа зима, нели прашањето е каде оваа зима ќе работиме. Оваа зима планот е да на пролет идеме на Параолимпијада, бидејќи јас нели сум инструктор за параскијање. Параолимпијадата во Италија. Оваа зима ќе го поминеме по разни кампови за скијање на Алпите, за да можеме да направиме солиден тренинг, за да може да представуваме нашата земја на Параолимпијада како што доликува. Кој ќе не представува оваа година, со кого заменувате? Зоран Јовановски е надпреварувач, кај што сме фокусирани, и Петар Илев, јас и уште еден тренер, Вангел Тркалјанов, ќе го придружуваме во него на надпреварата, односно низ целиот овој процес на спремање. Ја не имаме ли потенцијал во тој сегмент, затоа што условите кај нас за таков тип на скијачи за тренирање? Условите кај нас се такви какви што се. Ние интензивно преку МАИС се разговара за унапредување, нели, еден дел од работата на МАИС е и работа со институциите и скијалиштата. Ние сугерираме некои работи кои треба да се поправат за да станат, да речеме, скијалиштата попристапни. Секогаш сме имале добра соработка со Попова шапка, со Маврово претходно, со сите центри, особено во делот за параскијањето, затоа што претпоставувам дека луѓето препознаваат дека спортот е за сите. И дека луѓето со попреченост имаат право на спорт и имаат право да излезат на патеките. И заради тоа и МАИС влегува во разни проекти, проектот со Италија. Сега сакав тоа да те надополнам, значи пред една година не се обрати една невладена организација од Италија, Лаорма, се вика, значи побара од нас да им бидеме ко-партнери, заедно со организација од Хрватска, од Полска и од Словачка, ми се чини, значи за аплицирање на проект во рамките на Еразмус Плюс програмата, точно за обука на инструктори за адаптивно скијање, односно за скијање со лица со посебни потреби. Со задоволство го прифативме тоа и сега чекаме резултат дали проектот ќе помине или нема да помине, како и да нема се откажуваме и да не помине оваа година, ќе го коригираме, па наредната година повторно ќе аплицираме и веројатно во еден момент ќе го добиеме и ќе испратиме инструктори кои што се членови на МАИС, а кои што веќе се во ова адаптивно скијање, да може да
се стекне со нови знаења, со нова обука, можеби и опрема и да можеме и тој дел да го опфатиме, нели, да го унапредуваме во македонското скијање. Да, и се во интерес на квалитетот кој што можеме да го понудиме, ако може така да кажеме, и за развој на туризмот во зимски услови. Кај нас нешто кое што треба да го убрзаме како темпо или да одиме малку со забрзан чекор, повторно ќе речам ако се споредуваме со зимите во регионот, и зошто го кажувам ова, ако зборуваме за изнајмување инструктори и учење на ски спортови, вие веројатно ќе го потврдите тоа, дека честа ситуација е каде кога родителите со своите деца ќе отидат на зимување у Србија, на Копоник или не знам во Бугарија, се изнајмуваат инструктори од таму и децата ги учат практично со нивни инструктори, да кажеме, освен можноста да се оди преку кампи, нели со наши инструктори. Колку е тоа, да кажеме, недостаток или да речеме пречка во однос на работата на инструкторите кај нас? Или за кого што работат инструкторите тука? Дали имаме некои странски туристи или? Видете, значи оваа тема е многу широка, многу голема, за неа може да зборуваме 3 дена. За жал и покрај тоа што сме држава која што 80% од териториите е планински, имаме преку 20 врва над 2000 метри. За жал, земјите од соседството, конкретно Србија, Бугарија, се многу светлосни години пред нас во овој дел, како во развој на скијачката инфраструктура, скијачките центри, но и во организацијата на истите. Кај нас, да речеме, имаме законска регулатива, има закон за скијалишта, во кој што е уредено дека подучување, односно подучување на скијачка техника или на сноуборд техника може да врши само лиценциран, таму мислам дека пишува точно инструктор со важечка лиценца. Тоа не е во пракса така. Зошто? Затоа што ски центрите мора да имаат редарска служба која што ќе го контролира тоа. Немаме таква регулација практички. Кој работи, како работи, ако отидете во Бугарија или во Србија и некој така да работи без лиценца, значи за половина час ќе биде откриен и исфрлено тука и ќе му се забрани пристап во цела година на тоа скијалиште. Тоа е нешто не е така, значи тоа е нешто кое што ќе треба во наредниот период да се регулира, се надевам. И практично од тука можеме да збориме и за напредок и развој на туризмот. Сега МАИС како асоциација која што произведува на некој начин ски инструктори е битна алка во целата таа приказна. Значи, вие не можете да развивате туризам, не можете да развивате ски центар ако немате соодветни, лиценцирани, едуцирани луѓе кои што ќе работат оваа работа. Зошто? Например, не е само да го научите да ские или да го научите сноуборд. Значи, многу е битно да му ја пренесете културата, скијачката култура. Да речеме, како треба да се однесува на скијалиштето, како треба да ја користи инфраструктурата скијачка, жичари, ски лифтови и така натаму. Кој е безбедниот начин на однесување во скијалиштето? Тоа е исто многу битно. Значи, за да не се случуваат несреќи, скијањето е адреналински спорт. Значи, таму, знаете, кога се скија се развива некоја брзина, па секој инцидент, пат или судар или што и да е, носи одредени можности за посериозни повреди. Значи, сето тоа е дел од она кое што ние го работиме со нашите инструктори и ние сме тие кои што треба да ја пренесеме таа скијачка култура. Ми се чини дека допред 20-30 години, можеби малку повеќе, како да имавме на повисоко ниво, ама добро, тогаш цела оваа работа беше малку поинаку, државата беше тука, па он организираше ски школи и така натаму. Други фактори кои што влијаат. Сега е тоа малку поинаку комерцијализирано, но како и да е, навистина е многу битно часовите по скијање да ги даваат лиценцирани, едуцирани луѓе, кои што ќе можат цела оваа низа на битни работи да ги пренесат на нивните ученици. Кога вие едно дете ќе го научите во почеток како треба да се однесува, значи веќе нема тука назад. Како ќе ви доаѓаат се повише генерации, таа скијачка култура ќе имаме
на повисоко ниво генерално на сите скијалишта. Така, но и самото, да речеме, учење за скијање или, ако речеме, работа на инструктор со иден скијач, рекреативец, е еден сегмент. Значи, ние да не зборуваме за... Тоа е еден системски, да речеме, еден процес, но системско решение во смисла на тоа обезбедување на самиот скијачки центар, во смисла на тоа дека не можеш да се сконцентрираш на работата или на учењето ако се пазиш да не те собере некој со санка или на пример некој соодветен скијач кој што се нашол на терените само иницијативно и така натака, што значи дека не е само работата и безбедноста која што ќе ја даде сигурност за самиот инструктор, туку и целиот ски центар. Апсолутно. Точно го збориме, значи да. Може треба и Ивана да зачлениме. Значи комплексна е работата и безбедното и квалитетно скијање и донесување на скијалиштата е мозаик од повеќе стожулалки. Да. Сега мај се да речеме една-две парчиња, меѓутоа има тука еден куп други работи. Ние ја сваќаме нашата улога на скијалиштата и максимално се трудиме тоа да им го пренесеме на инструкторите. Сега во другиот дел не можеме да сватат својата улога така и одговорност и работа. Тоа е малку тешко кај нас. Ова Јане Приеска што рече, јас 25 години веќе го работам ова како ски инструктор. И сега верувате, значи имам деца кои што сум ги учил да скијат, а сега се инструктори, значи и сега ги учам како да бидат инструктори. Сакам да кажам, нема поголемо задоволство од тоа кога ќе видите како сте работеле со некој детенце, сте го проводеле буквално на ски, така ние викаме, за после 15-20 години да дојде со вас да биде рамо колега со вас да работи заедно со вас. Тоа е потврда за вашата работа, за успешност. Така. И тоа секогаш им го кажувам на инструкторите, на инструктори дека окей, финансискиот дел е битен, не викам не, апсолутно, меѓутоа секогаш гледате хуманата работа и нема поубаво тоа кога ќе видите дека некој дете со кој сте работеле после 10-15 години ќе ве сретне на скијалиште, ќе ве поздрави, ќе ве гушне како ви да и ќе самите се почувствувате и ќе речете, значи вредело сето оно што јас сум го потрошил како време, како труд во обука на овие дечиња. Инвестицијата во младите, тоа е. Така е. И сега го споменавте финансискиот дел, може од ова да се живее тука кај нас или ова се сведува на ниво на хоби? Затоа што и во најавата рековме инструктор по подобранство, скијање, бордање или така натака, повеќе функции се, но само како едно нешто може да функционира кај нас или тоа истото пак ќе се навратиме на мавата дека зависи од скијачките центри, од условите. За жал така е. За жал така е. Во Македонија нашите скијачки центри функционираат на принципот ски центар за време на распуст, или да речеме почнува од 24 декември кога почнуваат католичкиот празник или Божик, па до крајот на распустот и после тоа функционира генерално за викенд. Тоа е едната страна на приказната и втората страна е климатските промени си го направија своето. Ски центар денеска без инсталација за вешти причинек е незамисливо. Ке нас Маврово има нешто такво, меѓутоа да речеме таа инсталација има на пострмните патеки, на овие поблагите патеки кои што ние ги бараме за обука на инструктори ја нема, за обука на ученици ја нема, попова шапка нема, другиве центри немаат и знаете како тука некако сме врзани со таа работа. И сега со ова што го кажав, значи излегува дека можете да фатите, ајде да речеме 20-30 дена, да. Скијање за разлика недоволно и недоволно. Од соседството они имаат по 40 месеци сезон. Значи кој ќе почнат еве Копоник, мислам дека неава 6-7 некаде отварање и они работат до крај на март без прекин. Значи имаат услови да може да работат без прекин. Исто и во Бугарија. И само до тоа вели дека и сега знаете што е битно таму? Таму е битно дека не е само распустот, него таму и кој ќе отидете и во не знам во февруари, во сред работна недела, значи имате туристи, имате скијачи. Има услови за тоа. Кај нас кога ќе отидете на нашите скијалишта не е баш така, нема толку масовност. За жал. За жал. И ако зборуваме за оние кои сакаат можеби допрва да почнат да учат да скијат, или ако зборуваме за важноста да се пренесе тоа знаење од мали нозе,
што би кажале како инструктори, која е идеалната возраст да се започне? Секогаш постои дилема околу тоа. Па кога е идеалната возраст? Постали на 3, па дали на 4, па гледаме се родителите сега брзаат да ги научат уште на 3 години. Се помали дечиња гледаме, на дали е тоа правилно или не? Вака, се ќе ви кажам. Ја го И за кажам, скијање и за бордање. Да, ја може ќе го кажам од моје лично искуство. Тук има многу интересни и различни теории, приказни и така натаму и така натаму. Во македонските центри, со инфраструктурата која што имаме, идеално е за дечиња од 6 години нагоре. Зошто го кажувам ово? Значи, ако појдете во соседството во Европа секаде, значи таму веќе има инфраструктура, ги викаме ние ски тепихчиња, нели, мали, каде што ќе застанете со скиички, па ќе ве качи горе, па можете денеска да вртите 2 сати во круг. Во Македонија немаме таква инструктура. Во Михајлово мислам дека се направи такво нешто, меѓутоа во овие другиве центри нема. И сега знаете како вие ќе земете на детенце, не знам, 3 години, 4 години, тоа нема сила да се качува, да се спушта денеска цело. Или може да го земете само него и само со него да работите. Да. Значи не можете да земете 3-4 дечиња да ги работите на тој начин. Така да по мене веќе од 6 години нагоре, 5-6 години зависи од повторно физичката состојба на детето, колку е спремно, не е спремно, желба, така. Да не е само желба на родителите. Многу битно, ова е многу битно што го кажавте. Значи од 5-6 години нагоре веќе мислам дека нема никаков проблем да почне да скија и она што е многу битно, затоа што јас седам со луѓе и им кажувам дека сум ски инструктор, дека учам луѓе да скијат и они викаат ама јас сум стар или стара како и да е. Ова е многу битно, значи нема горна возраст кога треба да почнете со скијање. Тоа е многу битно да се каже. Исто физички како сме. Така, ако ви кажам дека најстариот мој ученик имаше 72 години. Значи, тоа кој ќе му кажам луѓето викаат чекај како таа 72 години од Дрска беше човекот, дојде и научи да скија од прв пат застанување на ски. Прво е за поздрав како на 72 години не бил желба да учи да скија до прва. Така е. Значи нема лимит. Нема горна граница кога треба да се почне, кога може да се почне со скијање. Секогаш кога чувствувате или сакате, имате желба, јавете се, најдете инструктор, појдете на планина и пробајте. Нема да грешите сигурно. И затоа како инструкторите наши учат различни техники за различни возрастни групи. Значи една е буката за дете, една е за возрасен. Кога се работи за деца, тоа повеќе наликува на игра, каде што има разни обрачи, конуси, како да ги натераме да ги направат, да им биде интересно. Не им викаш лево, десно, им викаш маче куче, ги галиш, ги носиш по веце, све иде во пакетот. Меѓутоа има пристап каде што ги учиш на начин со игра, преку игра, да ги совладаат техниките. За возрастни ги учиш на начин преку физика, значи им објаснуваш како е физиката на скијањето, значи со еден, да речеме, повеќе сколар. Да, така е. На начин на кој да разберат како е физиката на скијањето, па они во главата си го обработат, бидејќи се возрастни и може тоа да го направат, но сепак во последно време многу често нели кога ќе дознаат инструктори, ајде види што правам погрешно за да го поправам скијањето, некој кој научил до некоја ниво и потоа скијал и после стигнал до ниво кај што разбрал дека нешто не е во ред со скијањето, меѓутоа сака да продолжи на следното ниво во однос на техниката на карвингот или се. И сега ти го гледаш и треба да му смислиш, бидејќи кога ќе научиш погрешно е многу потешко да го исправиш, треба да му смислиш вежби кои он ќе си ги повторува за да може да му го исправи скијањето и тоа е една од потешките работи и се учи во повисоките нивоа на ски инструктори. Тоа значи дека ако научиме погрешно или несоодветно, ќе несоодветен или доволно обучен инструктор, многу е потешко понатака тоа што сме го научиле од старт да не го поправи. Точно. Да, тоа што татко не е научил. Да. Многу тешко инструктори го исправаат. Не мора да се врати на неколку чекори назад, па после повторно да тргнеме напред. И затоа е подобро од прва со инструктор. Да, така е најдобро, да. Ќе речеме за кај нас или она кое што ги имаме како македонски стандард, многумина ќе речат скијањето е скап спорт. Ако зборуваме за учењето, додека се учи изнајмување ски, кондори и така натака, мислам, условите за изнајмување во други земји кај нас исто така се различни, но и тоа е една друга тема, како сегментот на цела оваа целина, но што е најдобро
кога зборуваме за кога се почнува да се учи собствено, изнајмено, некој можеби совет или промена на тоа уверување дека што би било пречка за да се започне со скијање, дека скијањето е скап спорт. Има ли нешто денес? Ефтино или тој став не е добар за да почнеме со спорт? Вистина е скапо. Тоа е реалноста, да. Тука не математиката е екзактна наука. Да. Соберете колку е 2 плюс 2 и јасно е на крајот денот која сума ви е потребна за скијање. Јас често велам да, можеби е 3 пати поскапо зимувањето од летувањето, зашто на летување одите со 2 парашорци, 5 мајци и папучи, а за скијање само да не скијате, само да отидете да скијате, ви треба еден куп облека со вас. Но знаете како, јас секогаш тоа го зборам за сите оние кои што можат да се го приуштат ова, значи да се го дозволат, нема поздрав спорт од скијањето. Знаете што значи, затоа што скијањето секогаш се одвива на надморска висина од 1000 метри па нагоре. И сега концентрацијата на кислород на таа висина е многу поголема од овие други висини, а за Скопје да не разговараме, мислам каква е концентрацијата на кислородот. Тука има немалку кислород, а се она друго нели што го имаме, што го дишеме. И сега кога ќе се качите на таква висина и кога ќе почнете да се занимавате со скијање, кој што е динамичен спорт, адреналински спорт, кој што ќе ве задеши, ќе ве зголеми срцевата реакција, значи очекувањето на срцето и цело време. Ќе сватиме дека е инвестиција за здравието тоа. Така е, цело време влечете кислород, значи се полните со кислород, после 6-7 дена исто како да сте били на воздушна бања, буквално така и знаете, јас често на родителите им кажувам дете кое што ќе дојде на планина и ќе помине 5-6 дена, многу е поотпорно, поимуно на болести, понатаму во текот на зимата. Придобивките се големи за да може да се и дискутира, но и да се аргументирано каже дека навистина скијањето е еден од најдобрите спортови, можност да имаме и обучени и сертифицирани инструктори со надеж за се поголеми услови за работа кај нас, но со наши деца, па и надвор од Македонија. Ќе го заокружиме овој наш денешен разговор со тоа што информираме дека обуките стартуваат денеска, има интерес, а верувам ќе имаме и услови за освен теорија и праксата која што е најважна да практикуваат и во следниот период. Ви благодариме за гостувањето, ќе имате уште некој завршен збор, поведете. Не, јас имам едно завршно прашање. Може? Каде инструкторите ги поминуваат своите зимски денови? Во смисла, не е се само работа. Еве, ја на Алпите ќе оди сега. Ама ќе оди професионално. Каде можеш да... Добро, нема да биде лошо и приватно. Многу тешко ги двојам професионалното и приватното, така да немам работно време. Не, сериозно, покрај набината агенда, затоа што видиме дека ова е сезонска работа и кога е активна сезоната, верувам дека има многу работа, ви недостига да појдете вие некаде, не знам, да уживате во некој ски центар, добар. Јас лично многу нешто од коронава наваму, нели, тоа го делиме животов пред короната и после коронава. Кога беа затворени скијалиштата, почнав турно. Значи, тоа е одење нагоре со кожи, доле си идеш на... И се враќаш со скијање под лавок снег и тоа многу ми се допадна и сега, кога не сум професионално ангажиран, идам на шапка и турно правиме. И турно правиш ја, леле. Има ли нешто што не правиш? Ве споменавме инструктор по подобранство. Фудбални игри. Добро. Се што со воздух или со снег или како не е поврзано? Инструктор и со вода. По подобранство, инструктор по нуркање, инструктор за скијање, и наскоро, зашто кажа, полетање, сакаш да бидеш? Односно да се сертифицираш, бидејќи имаш доволно часови. Како ќе најдеме како да кажеме, допирна точка со сите овие, адреналинот, меѓу другото, можноста, времето? Неблагодарно е да кажам што е најдобро или што највеќе сакаш, како веројатно за се по нешто. Сакам се. Значи, види, зошто сум станувал инструктор по овие работи, сите подобранството е мојата љубов во животов и станав инструктор како нормален тек на работите за кога правиш нешто што го сакаш. За скијање 2010 година, првиот мајс кога се формира и кога го направи првото, моите дечиња беа малечки и јас сакав да научам како е да се работи со деца и затоа станав инструктор за скијање, за нуркање, некако
воздухот и водата се флуид и важат истата физика, вода, воздух, нели? И дојде како нормален процес во сето тоа и како напредуваш во еден момент едноставно стануваш инструктор за тоа. Еве и со летањето, бидејќи во последните 10 години почнав и авионите, нели, да ги летам. И некако доаѓа природно да станам и потоа инструктор, особено што некако не сум човек кој сака да седне во канцеларија. И тоа е Канцеларија на очигледно е нешто многу подобро. Барем за мене, за Дејан. Да, Само идеја. Дејан Како добар пензионер, сака своите денови во пензија да ги пополни. Да, јас сум веќе 3,5 години во пензија работам во Министерството за внатрешни работи и некако како повеќе да работам сега него дека бев на работа. Тоа така милувам да си го кажам. За крај само ако ми дозволите. Да. Сите оние кои што се заинтересирани за оваа обука, тоа не го спомнавме. Значи може да ја посетат нашата веб страна mais.mk. Значи таму има информација за семинарот кој што почнува денеска. Не е касно, и ако не гледаат сега, нека отворат веб страната, нека кликнат таму, сите информации ги имаат. Цените, верувате дека се ајде кажам символични во регионов, па можеби во Европа имаме најниски цени за ваков вид на обуки, така да сите што се заинтересирани, не име досна, нека отворат, нека кликнат, нека пополнат пријава и вечер се гледаме на првото предавање. Одлично. Нека вие со среќа ова нова обука и успешно да помине, а во иднина се гледаме, верувам, со исто така добри вести и со она кое што сакаме да го видиме и на нашите македонски ски центри. Повеќе скијачи, професионални инструктори, па и да имаме што да понудиме на туристите кои што ни доаѓаат однатвор. Благодариме.